Тешко е да се живее на маргините на општеството, а за жал некои категории на граѓани се уште се борат општеството да ги прифати како еднакви со другите. И покрај тоа што декларативно сите ги имаме истите права, лицата со телесна инвалидност се уште наидуваат на архитектонски бариери кои не може да ги премостат. Тешко доаѓаат до вработување, а уште потешко се соочуваат со предрасуди на околината. Но надеж секогаш има и тука и упорноста преку конкретни мерки да се подобри квалитетот на живот за овие граѓани. Сдруженијето на телесно инвалидизирани лица Мобилност Тетово и Гостивар денес го одбележа 4 декември, денот на телесно инвалидизираните лица. Се уште стои така, ама почнија од негде од мртва точка да се померува по нешто. Тоа е многу слабо, многу полека. Ова не се стални болни теми кај што секојдневно се бориме, ги бараме, ги тражиме, се надаваме на подобро утре. За сега не сме превише задоволни. Значи имаме проблеми со пристапи до јавни институции, со пристапи до јавни банки, иако владата донесе некои закони за се новите градби што са да бида обврзани за да има приступ и значи не само згради, не само дуќани, локали. Се уште ги имаме проблемите со старите објекти, со репарирање на старите објекти. Се надаваме на подобро утре. Несоодветни пристапи за соинвалидски колички во Тетово има во општинската зграда, болницата, продавниците, стамбените згради и другите институции. Останува на свеста на собствениците, директорите и надлежните да одлучат дали ќе помислат на телесно инвалидизираните лица, иако со конвенцијата од 98 година која ја ратификува и Македонија, сите нови градби мора да имаат обезбеден пристап за оваа категорија граѓани. И нашата болница има скокалница, нашата клиника има скокалница. Дали сметате дека е нестручна изведбата на стапот? Не е до тоа тој што го гради, него до тоа тој што инвестира. Ова е големи проблем до инвеститорите и пред се после до другите инспекции што треба да ги проверат, да ги насоча како и што треба. Додека нема комуникација со нашите телесни инвалиди, не можеме ништо да им помогнеме. Имаме една девиза. Ништо не можете да работите за нас без нас. Тоа не е основна девиза. Значи, ова мислам дека со овој избор е све кажено. Националниот сојуз на телесно инвалидизирани лица на Македонија годинава одбележува 28 години од своето постоење. Главната свеченост реши да ја организира токму во Тетово, бидејќи Тетовското здружение е едно од најактивните во Македонија, кој организира бројни активности за своето членство, од излети, заеднички дружења па до спортски надпревари. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет Мобилност Македонија денеска во Тетово го одбележува 28 годишнината од своето формирање, денот на телесните инвалиди на Македонија. Мобилност Тетово е едно од нашите поактивни здруженија и ние му дадовме полната доверба на овој денешен свечен настан да со соодветна програма и со пригоден реферат да се обратиме до членството и да ги запознаеме со бенефитите и новините што успеавме оваа година да ги оствариме. Оваа година Мобилност Македонија работеше многу активно на полето на остварувањето на правата на лицата со инвалидност. Неколку закони се изменија, законот за социјална заштита, законот за градење, со кој конечно се донесе законска одредба на секои 10 станови, еден стан мора да биде прилагоден и адаптиран за лицата со инвалидност, односно максимум 4 во било која зграда и да истите бидат пристапни и тактилни овие пешачките патеки во централните градски подрачја и во парковите да бидат обележени со тактилни површини. Мобилност Македонија има покренато повеќе иницијативи, меѓу кои во најскор временски рок очекуваме да се врати правото на набавка на моторни возила за потешките телесни инвалиди со враќање на данок за додадена вредност и акциза. Исто така очекуваме да се подобри сегментот при добивка на поквалитетни ортопедски помагала со кои може тие самостојно да се движат и маса на други права за кои секако дека во наредниот период ќе се залагаме да се остварат. На овој ден во 1986 година е формиран Сојузот на телесно инвалидизирани лица на ниво на Македонија. Инаку Сдруженијето на лица со телесна инвалидност Мобилност Тетово и Гостивар има околу 600 членови од Тетовско-Гостиварскиот регион.